Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојдовте во Трета порт, вашиот неделен интернет политички магазин. Во оваа емисија имаме богати содржини поради бурните политички случувања од изминатата недела. Значи, тука се преговорите околу исполнувањето на договорот од Пржино, но и последните драматични пораки на амбасадорите на најмокните западни земји во Македонија, кои повикаа владеачката ВМРО ДПМН да се држи до договорот и да го почитува договореното од Пржино. Но ова има одговор од премиерот Груевски, верувам дека некои од вас го виделе. Сега ќе видиме и што кажа Груевски и кои се реакциите. Почнуваме од она што го пренесоа самите амбасадори на почетокот. Значи, тие по трет пат излегуваат од владата, таму пренесуваат одредени пораки, потоа даваат изјави надвор. Овој пат, како што кажав, амбасадорите повикаат да се почитува договорот, бидејќи од тоа зависи евроатлантската иднина на Македонија. Еве еден од насловите во медиумите. Амбасадорите повикаат да се спроведе договорот од Пржино. Тука е Чарлс Герет, амбасадорот на Велика Британија, ставена фотографија. Значи, амбасадорите на Соединетите Американски држави, Велика Британија, Германија, Франција, Италија и Европската Унија се разочарани од блокирањето на преговорите и нереализацијата на договорот од Пржино. Амбасадорите кажаа: го повикуваме премиерот Груевски да го овласти својот тим за да постигне договор за нерешените прашања од договорот од Пржино, како и да ги спроведе потребните реформи за подготвување на теренот за фер, слободни и демократски избори, кои ќе бидат прифатени во и надвор од земјата, како и да даде отчет за евентуалните прекршоци. Што се односува до ова, очекуваме на специјалниот обвинител, кој едногласно беше изгласан во парламентот, да му се обезбедат средства кои ги побара за да може да ја врши својата важна работа. Ова е дел, значи, од пораката на амбасадорите. А премиерот Груевски немаше директен одговор на оваа порака на амбасадорите, но имаше еден твит на својот Твитер профил, кој многумина го толкуваа како директен одговор на овој повик на амбасадорите. Премиерот Груевски на Твитер напиша едноставно, кратко: македонскиот народ одлучува за својата иднина. Еве еден од текстовите, значи, кои тоа го протолкуваа вака. Груевски им одговори на амбасадорите: народот одлучува, а не вие. Значи, ова не е директно кажано од премиерот Груевски, туку е едно толкување на неговата порака. Според очекувањата, премиерот Груевски уште еднаш на меѓународниот фактор јавно, јасно и гласно му кажа дека не ги фирма неговите предупредувања. Ова е пораката со која Груевски вечерва директно им одговори на 5 теми на странски амбасадори, кои побараа ВМРО ДПМН да се придржува кон договорот. Од ова појасно здравје. А професорот Денко Малевски, поранешен министер за надворешни работи на Македонија, вели дека овој настап на амбасадорите, ова излегување пред владата, давање изјава без да примат некои прашања од новинарите, е своевиден протест, амбасадорски наликува на оние протести кои се одржуваат пред владата на стечајци, на студенти, на средношколци и така натаму на други организации, и дека овој амбасадорски настап има сериозни импликации врз идните релации помеѓу Македонија и западните земји. Професорот Малевски пишува: иако не познавам таква пракса во друга земја во светот, еве, веќе втор пат странските представници го манифестираат своето незадоволство на начин на кој тоа го правеа стечајците, студентите или другите незадоволни групи во македонското општество пред владата. Во конкретниот случај, ако тоа го прават пристојни и образовани луѓе кои знаат која е улогата на дипломатски представници во земја домаќин, тогаш проценката е дека нивните држави се многу загрижени за нашите внатрешни состојби и за иднината на евроатлантските интеграции. Натаму,
Ваквата јасна демонстрација со која тие се изложуваат на опасноста да бидат прогласени за непожелни личности, кажува дека комуникацијата со владата, односно незиниот прв човек, е фактички прекината. Тоа го пишува професорот Малески. А реакции на повикот на премиерот, на неговата изјава, тоест дека народот во Македонија сам одлучува за својата иднина, има доста. Ке видиме една од председател на Сдруженијето на новинарите Насер Селмани, кој го проблематизира тој став на премиерот и на својот Facebook профил вели: Груевски многу милува да зборува за народот, ама заборава да каже за кој народ мисли. Македонски народ е широк поим. Еве неколку податоци за да му кажеме на Груевски што мисли македонски народ. Ако под македонски народ ги смета и сите етнички заедници во Македонија, а не само етничките македонци. На последните избори во 2014 година право на глас имале 1.779.000 граѓани. На изборите гласале околу 1.100.000 избирачи, или 63% од вкупните запишани избирачи. ВМРО ДПМН на тие избори освоила околу 480.000 гласови, што е 43% од граѓаните што гласале или околу 26% од вкупниот број на избирачи. Груевски не може да зборува за македонски народ, затоа што само 26% од тој македонски народ гласале за неговата коалиција. Тоа го пишува Насер Селмани. А во свој стил Бранко Тричковски сега пишува за настапот на амбасадорите, за кој Тричковски вели дека бил бламажа. Тричковски своите објави ги става на Facebook профилот, тие се доста читани, потоа се превземани од други медиуми, понатаму пренесени како посебни вести. Сега Тричковски вели: бламажа на амбасадорите. Во заедничка изјава во името на Соединетите Американски држави, Германија, Италија, Велика Британија, Франција и Европската Унија, амбасадорите денеска соопштија дека од ВМРО ДПМН бараат да не ги одложува неопходните реформи за излез од кризата. Бидејќи, како што рече амбасадорот на Велика Британија Чарлс Гарет, сите влади имаат особена одговорност при политичка криза. Имам највисок респект за добрите намери на амбасадорите, но нивната мисија се лизна во тешка бламажа на нив и на политичкиот и моралниот корпус на меѓународната заедница што ја представуваат. Циниците би можеле да произведат реалити шоу од бесконечната серија на нивното понижување и од понижувањето на нивните влади и земји пред психопатологијата на еден нечовек и од понижувањето и на луѓето во Македонија, се разбира. Само ние туристичките работници ги триеме рацете. Една група јапонски туристи преска ме праша кога може да го сликаат дипломатскиот молебен пред владата. Утре, реков, веројатно. Значи, оној препознатлив, ироничен, циничен стил на пишување на Бранко Тричковски, а во однос на настапот на премиерот Груевски, во однос на неговиот последен говор, кој е одржан повод празникот ВМРО, не и во однос на последни колумни кои се објавени во јавноста од страна на поддржувачи на премиерот Груевски, дел од јавноста вели дека владеачката партија подготвува некакви протести, некакви наводни спонтани излегувања на народот на улица и многумина тука препознаваат смислено сценарио за предизвикување на судири. За ова има доста коментари, одиме поред со оние кои целата состојба во Македонија сега ја спредуваат со состојба во една наша соседна земја која беше пред 15 на години. Се разбира, зборуваме за Србија, за времето на Милошевиќ, одиме со режисерката Ана Глигорова. Ана Глигорова својот Facebook пост го има напишано на српски јазик. Намерно ние ќе го преведеме. Дојдовме во онаа фаза кога настапуваме против НАТО зликовците и кога никој не ни треба. Никој не смее да не уценува, пишува Глигорова. И значи тоа е оној позната реторика од времето на Слободан Милошевиќ.
А колумна во таа насока напиша и Билјана Секуловска од порталот Нова ТВ, која раскажува една приказна, една белешка од времето на преговорите помеѓу Марти Ахтисари и Слободан Милошевик во тоа време. Се разбира во контекст на денешната состојба. Колумната на Секуловска е насловена "Ноќ кога Груевски не ги препозна последните денови". Тука се ставени амбасадорите кои чекаат да влезат во владата. И еве ќе видиме дел текстот. Значи ова е време кога Марти Ахтисари зборува со Милошевик и ова е дел од тој разговор, од таа атмосфера. Повеќе нема преговори. Едва и чујниот Марти Ахтисари одеднаш го повишува тонот и започнува долг монолог за сите последици кои го чекаат и Милошевик, но уште повеќе народот во Србија. Српскиот претседател го вика последното не. Тогаш Ахтисари го зема стапчето кое му служи за стабилен од после долгата борба со контролирање на тежината, пошто како последица му откажуваат колената и го принудуваат да се придржува со стапот. Но тој стап станува славен подоцна, откако го задржува на масата покриена со стаклени фигури. Замавнува со долгиот стап со целата сила низ масата, не почекува Милошевик да одбрани она малку што останало, да го врати времето барем, се одвија брзо. Сите мали, скапоцени, фрагилни фигури трескаат на подот. Од силината на ударот тие се кршат една по една, не останува ниту парче кое може да се залепи. Ахтисари му ги покажува последните зборови на Милошевик: "Вака ќе заврши твојата земја, ако не го прифатиш нашиот предлог да отстапиш." Тоа го пишува Билјана Секуловска во колумната посветена на дипломатските односи во моментов и со Македонија. А во однос на пораките на амбасадорите се огласи и поранешниот премиер на Република Македонија Љупчо Георгиевски, кој самиот имаше вакви проблеми кога беше на власт за време на неговото владење, особено со пораките на западните амбасадори. Дали сега Георгиевски извлекол некоја поука и вели дека на Македонија се заканува изолација и дека земјата според него таа изолација нема да може да ја издржи. Еве тоа е насловот. Притисокот на амбасадорите е насочен кон Груевски, Македонија нема да издржи изолација. По подпишувањето на договорот кој беше направено и сега ќе биде навистина штета ако се дозволи тој да пропадне, вели поранешниот премиер. И вели дека амбасадорите му пренесоа на премиерот Никола Груевски да не бега од исполнување на договорените реформи за излез од политичката криза. Не смее да се дозволи Република Македонија да изгуби препораката за преговори со Европската Унија, затоа што ќе ни бидат потребни 3 до 4 години за да ја вратиме назад. Во меѓувреме ќе влеземе во тежок круг на изолација, а Македонија тоа тешко ќе го издржи, и поради незиниот мултиетнички карактер и поради економската и политичка ситуација, предупредува Георгиевски. А кога зборуваме за колумните во кои се бара од владеачката ВМРО ДПМН да ги прекине преговорите и да настапи цврсто кон западниот фактор, во една од тие најзабележани колумни е она на Драган Павловик Латас насловена "Тестамент", во која Драган Павловик вели дека е време да се тргне кон барикадите. Значи се работи за една подолга колумна во која се пишува за повеќе теми, за политичката криза, за однесувањето на опозицијата. А еве го делот кој им стана интересен на многумина. Наместо преговори, да се распушти парламентот, да се распишат избори, па ако СДСМ и Заев победат, слободно нека апсат, бесат, грабаат, претопуваат, месинг, уриваат. Заев и СДСМ се закануваат дека ќе ги бойкотираат изборите, ќе ги нема во собранието. Ниф и кога ги немаше таму, тоа ни го наплатија 1.000.000 евра, иако не одеа на работа.
Никој не ни забележа дека друштвото на Заев не седи во собранието. Затоа на нозе да се чува тестаментот на Македонија. Имаме што да оставиме за себе и знаеме да го сочуваме тоа и да ги сочуваме оние кои тестаментот го пишуваат. Да запалам уште една и одам на барикадите. Многумина се веќе стасани таму. Тоа е колумната на Драган Павловиќ. Латас тестамент. А во еден од одговорите на Латас се пишува дека ова е смислено сценарио, дека треба да се предизвика криза, дека треба да се предизвика судир меѓу граѓаните и на ова одговара Бранко Геровски. Тој вели: пред смртната агонија на диктатурата. Може би така е најдобро и нека тргнат на барикадите, нека се го покаже вистинското лице режимот на Груевски. Нека види меѓународната заедница кого поддржувала со години, нека видат албанците со кого биле во тендерска преградка. И тие нека тргнат на барикадите ако сакаат, нека јуришаат сите заедно во уште еден голем историски пораз за Македонија. Немојте да им се плашите, храбро ќе ги издржиме нивните кукавички напади. Тие сега пишуваат тестаменти и време име. Оти нивната прчија е на умирање и тие знаат дека ново сонце на слободата во Македонија неизбежно ќе се роди. Она што се уште може да го сторат е да ја продолжат пред смртната агонија на диктатурата. Бидете храбри, мудри и предпазливи. Отворете очи и чувајте се. Ноќта е најцрна во зората. Тоа го пишува Бранко Геровски во неговиот одговор. А одговор на Груевски има и Саша Богдановиќ, кој е председател на СДСБ во Центар, исто така директор на предпријатието Паркинг на општина Центар, кој вели дека со неговата порака премиерот Груевски покажал дека се плаши всушност. И насловот е таков, значи еден пежоративен израз за плашење. Доаѓаат најтешките денови за Македонија. Човекот кој е најповикан да извади државата од криза, повторно го става народот пред себе. Народот нека страда, народот нека се кара само он да преживее. Кој народ ќе одлучи? Мртвите што ги ставаш на избирачки список, Пустец и Голо брдо, уценуваните со инспекции, уценуваните со социјална помош. Заради твоето расстройство и страф од пораз на фер и терен спремен си на коцка да ставиш се. Ама ти си кукавица. Човек што е лидер и има храброст се соочува со противникот, се бори рамноправно и секогаш стои напред, а не се крие за добро платена војска. Ама ти цвикаш, се плашиш од сопствената сенка веќе. Од тој страф ќе направиш глупости, глупости од кои некој од нас ќе настрада. Ама ако ќе настрадаме, ама ти ќе паднеш и Македонија пак слободно ќе живее. Тоа го пишува Саша Богдановиќ. А наспроти овие информации, наспроти сите овие коментари на граѓански активисти, граѓани и политичари, сега доаѓаат и нови информации кои интересно доаѓаат од оние медиуми кои редовно ја поддржуваат политиката на владата. Овој па доаѓа информација дека Демократската унија за интеграција не само што може да ја напушти владата, дека постојат опции да формира и ново парламентарно мнозинство, туку и дека Демократската унија за интеграција се заканува со формирање на посебна заедница на општини на северозападна Македонија, значи по урнек на таквата заедница која е формирана на Косово од страна на српските општини, се разбира дека ова за многумина е еден вовед во федерализација, значи сега таа порака се праќа кон јавноста дека е можно и такво сценарио. Еве еден од насловите, значи ова изворно го објавува вестникот Дневник, а се пренесува од други портали, овој пат од Максим. Дуј се заканува со формирање на ново албанско собрание на северозападна Македонија. Се е на маса. Од напуштање на владата, ново парламентарно мнозинство, замрзнување на учеството на ДУИ во собранието, владата и институциите, формирање собрание на општини од северозападна Македонија.
Договорот мора да се спроведе, во спротивно, ДУИ ќе донесе одлука како ќе действува за да не останеме заложници на игрите на ВМРО, ДПМН и СДСМ, вели функционер за весникот. Значи тоа се тие закани, што се ќе се случи доколку пропадне договорот од пржено, доколку не успее да се издействува некакво решение. Роберт Милески пишува на Facebook, подсетува што се случува околу Македонија, а каде е државата. Ако сте испуштиле да ви информирам, денес Косово потпиша договор за стабилизација и асоциација со Европската Унија. Исто онаков договор каков што Македонија прва го потпиша со Европската Унија уште далечната 2001 година. Пред Хрватска, која е веќе членка на Европската Унија, кога Црна Гора не беше ниту планирана како држава, пред Србија, која што веќе води преговори со Европската Унија. Каде сте, македончиња? Каде сте, кај оттидовте? Тоа го пишува Милески и еден текст кој се однесува на тоа дека според предвиденото од договорот од пржено предвидени се да се одржат избори во Македонија во април, но веќе според анализите тоа е невозможна мисија поради пробивање на сите рокови. Така е, овој текст фери избори на 24 април невозможна мисија. Европските дипломати биле вчудо невидени кога дознале дека само еден компјутерски техничар го одржува целиот електронски систем во Државната изборна комисија. Ова е само еден ситен детал за тоа колку државата е неподготвена да спроведе квалитетни избори, покрај фактот што кај владеачката партија не постои волја за такво нешто. Кога дознале дека компјутерскиот техничар се грижи буквално за се во однос на таа веќе застарена и делумно функционална опрема, дипломатите сугерирале итно да се опреми Државната изборна комисија со нова, да се зголеми бројот на вработени не само во IT секторот, туку и во другите одели и пред се тие да бидат професионалци. Тука некаде го завршуваме овој блок кој е поврзан со преговорите во пржено, со сето она што се случува околу нив. Одиме со посетата на председателот Ѓорѓе Иванов во Брисел, каде што председателот присуствуваше на меѓународна конференција за бегалци. Сега од таму дојдоа некои информации кои се претворија во главна информација од посетата на Ѓорѓе Иванов. Значи, едната е дека Ѓорѓе Иванов е единствениот председател кој присуствуваше во Брисел, кој не зборуваше на англиски јазик, туку за тоа бараше помош од преведувач, од член на неговиот кабинет Ивица Боцевски. Ова предизвика доста реакции во македонската јавност, има реакција и од председателот. Значи, Иванов вели дека тој зборувал намерно на македонски, не дека не знае англиски. Знам англиски, ама си го негувам својот јазик. Во Европската Унија секој се зборува на свој јазик. Борисов зборува на бугарски, Ципрас на грчки, Меркел на германски, се додека сум председател ќе се зборувам на македонски јазик. А кога држам предавања, тогаш зборувам на англиски. Како председател на Македонија, јас си го чувам својот јазик, рече председател Ѓорѓе Иванов на брифингот со новинарите после доаѓањето од Брисел. Сега има доста коментари, ќе видиме некои од нив. Еве, Наташа Струмениковска пишува на Facebook. Ѓорѓе Иванов, врховен командант на оружените сили на Република Македонија. Арно, никој што не напаѓа, среќа. И имаше уште еден момент од патувањето на председателот Иванов во Брисел. Тоа е она фамозно одење во десно кога доаѓа Ивица Боцевски, кој многумина го окарактеризираа како оној познат мунвок на Майкл Джексон за време на неговите настапи, па и тоа им беше смешно на дел од јавноста. Еве да го видиме тоа. Ова е еден така наречен гиф направен кој го покажува тоа одење на председателот.
Тоа е се за посетата за неговите настапи на Иванов, за она за што јавноста вели дека се гафави, тој самиот се разбира вели дека не се. И емисијата ќе ја завршуваме со еден блок кој е поврзан со последните случувања во здравството, со последните смртни случаи кои некако во последно време како да се множат во Македонија, има како една, слободно можам да кажам, епидемија на смртни случаи, на несреќи, на лекарски грешки, како што е случајот во Гевгелија, кој треба да се испита, но каде што е докажано дека лекарите биле пијани за време на породување, каде што почина мајка и дете, и по ова дел од јавноста повторно побара оставка од министерот Тодоров. Еве еден од тие текстови на новинарката Ирена Мулачка, која вели: министре Тодоров, биде доблесен и дај си оставка, редно време е. Тодоров вели: власта ја сакала државата со дела. За кои црни дела зборува? За тоа што благодарение на него и неговата партија почина малата Тамара за само 30.000 евра, а да не ги споменуваме имињата на децата кои досега починаа, чекајќи пари, и колкав е списокот на дечиња што уште чекаат, додека секојдневно никнуваат споменици од 5 милиони евра. Во неговите дела влегуваат многуте пациенти кои починаа додека чекаа брза помош да дојде, пациенти кои починаа во кругот на скопските клиники, бидејќи лекарите ги немале основните материјали за работа, инфузии и гази. А пред неколку години на пациент му пукна чир и живот му беше ставен на коцка, затоа што во Штипската клиничка болница немаа сонда која чини само 15 денари. Тоа го пишува Ирена Мулачка по незиниот повик до министрот Тодоров. Одиме со ортопедскиот хирург Тодор Ношпал, кој исто така вели дека министрот Тодоров треба да преземе одговорност. Реформи кои во суштина не водат грижа ниту за пациентите, ниту за медицинскиот персонал, мора да бидат представени како успешни во согласност на целокупната партизираност и узурпација на демократијата во нашата држава. Ако се направи една анализа на сите несакани случаи на кои бевме сведоци во поблиска и малку подалечна иднина, се доаѓа неминовно до заклучот дека вистинска вина за овие крајни последици се погрешните реформи и одлуки за организација на здравството. Запрашајте се кој е во крајна инстанца виновен за лекарските грешки, ненавремен транспорт на пациенти, погрешна терапија, толерирање на алкохолизирана состојба на работно место. Нашиот здравствен систем е заболен од тешка, акутна болест со тенденција да премине во хронична ако не се реагира на време. Тоа го вели доктор Ношпал. А има и лекари кои велат дека треба да му се даде поддршка на министрот Тодоров. Еден од нив е Виктор Камиловски, траумахирургот, кој вели дека дел од лекарите и медицинскиот персонал треба во овие моменти да застанат зад министерот. Камиловски тоа го кажува во отворено писмо. Конкретните напади врз министерот се паушални, но во исто време и навреда за бројниот медицински персонал, доктори, медицински сестри, болничари, здравствена администрација, кои често и посветено си работат својата работа, која е многу поразлична од другите професии. Да не дозволиме амигдалата, емоциите да ја добијат војната на другите делови од мозокот, каде царува разумот. Затоа во овие моменти треба сите здравствени работници да бидеме сплотени и да дадеме максимална поддршка на првиот еднаков меѓу нас, министрот за здравство Никола Тодоров, како и на целокупниот негов тим, пишува Камиловски. И ќе завршиме со еден текст, еден напис, објавен на Мојо.мк, на интернет страница, кој е хумористичен, ироничен и кој зборува за македонското здравство. Значи се вели 20 начини како да преживееш во македонска болница. Ние ќе ги прочитаме првите 5 од нив, бидејќи немаме толку време. Значи, број 1, не оди во македонска болница. Број 2, ако веќе мораш да одиш, биди доктор или директор на болницата. 3, ако не си доктор ни директор на јавна здравствена установа, а лековите на руските научници и Баба Рада не помагаат, пробај со молитви. 4, ако ништо од горе наведеното не помага, земи кредит или пари од лихвар за да те третираат подобро. И 5, биди спремен да се вклучиш во тепачка.
Тоа е тој ироничен текст во кој верувам дека ќе се препознаат многумина граѓани, многумина оние кои биле пациенти во македонското здравство. Почитувани, со оваа информација ја завршуваме оваа трета порта. Емисијата гледајте ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. Не го заборавајте нашето мото дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика. Останете со програмата на 24 вести.